поназад, на 2014 година, кога како јавно предпријатие Пазари од Битола го добивме на стопанисување, тоест на користење трајно, реонскиот пазар во Битола. Тој реонски пазар беше добра, да кажеме, инекција која што ни потпомага нормално во возведување на финансиски средства за нормално функционирање на јавното предпријатие и за нормално подобрување и на изгледот и на функционирањето на самото јавно предпријатие. 2014 година ја завршиме со одредена добивка, значи со зголемување на тоа планирано кое што го имавме, тоа зголемувањето најмногу се осети и најголема отстапка направиме во последните 3 месеци од 2014 година. И како раководство и јас како директор на јавното предпријатие Пазари си даваме задача ова 2015 година да извадиме подобра година околу 2014. До овој момент, значи до овие 11 завршени месеци, 7 месеци во континуитет со исклучок на јануари, кој што беше поладен и од ред други причини, сите овие 11 месеци се подобри. Нормално имаме зголемување и на финансиски план, имаме подобрување и на наплата, имаме зголемување и во сами закупувачи на тезги, значи поголем број на закупци на тезгите. Така да со финансиите 2015 година сме одлични, можеме да кажеме дека е точно така најдобра година откако постои ова јавно предпријатие. Негде мај месец ние најавивме 2 инвестиции кои што ќе имаме како јавно предпријатие Пазари, од кои што првата беше за централниот градски пазар, тоест овој пазар, каде што кажаме дека ќе преминеме на уредување партерно на површина од прилика 850 квадрати, со промена на дотрајни плочки, искршени плочки, бетонски подови кои што беа нерамни, кои што беа искршени, на некои делови дури имаше и земја, и имавме забелешки и од самите продавачи и од самите купувачи кои што нормално ги има во голем број Битола, дека тој регион е таму еден од најлошите. Значи како ние наидовме на тие два проекти кои што сакаме да ги направиме. Пуштиме анкета од независна анкетна, да речеме, организација, и од добиените одговори спрема таа анкета од самите продавачи и од самите купувачи на пазарот, видиме дека тој регион или тој реон од цел пазар е баш тој најкритичниот кој што треба да премине. Тој реон го направивме, таа инвестиција планираме да биде негде од прилика околу 1 милион денари, меѓутоа никој не знае што има доздолу, нормално имаше повеќе ископи, изгледа 100 милион 120 илјади денари, што не е некој големо пречекорување. И покрај партерното уредување со бетонни плочки, каде што сега веќе се знае каде се поставени тезгите, каде има патеки за врвење, колку е растојанието од новиот павилјон направен до самите тезги, колку е растојанието од дуќаните до самите тезги. Си има канавки каде што има усмерувачи со нормален пат на водата, каде што си бега водата, да нема задржување на води. Покрај, значи, по тоа партерно уредување, ние исто така и да направиме промена на тезгите. Тезгите беа дотраени стари. Ние ги заменаме со тезги кои што ние ги имаме во наше владение од реонскиот пазар, значи понови тезги, со кров тезги, убави понови, значи во секој случај со магацини тезги, и ги прераспределивме, значи направивме поинаква организација од тоа што беше. Таа организација на самите тезгаджи, тоест на продавачи, на производи, во прво време наидоа, тоест јас наидов на некој од подбивност, во смисол, мисля продавачи дека ќе им биде полош од нивните навики кои што ги имале некои дури до 30 години. Меѓутоа, после првиот месец кога се наместија, самите тие идеја тука, значи не јас да следам идеја тука и вели браво директор, ала вие вака е многу подобро. Значи и се гледа, ете од џамото дека ќе отвориме, и самите купувачи си има каде да се движат. Има гужва едноставно. Тоа е пазарот. Пазарот е гужва да има, да куфат луѓето, да бидат задоволни. Да можат со количка да поминат. Значи постари луѓе имаме кои што порват со колички, да си поминат со количка, да има кај да ја возат таа количка на рамен. Соработката на општина Битола, на јавното предпријатие Пазари со општина Битола е одлична. Значи си соработуваме нормално и си функционираме како што треба. Баш би сакал исто да напоменам за инвестицијата која што ја имаме за покривање за реоните 7 како што претходно споменав, изготвување на и одобрување, тоест давање на градежна дозвола која што веќе имавме уште од порано со ревизија за во цел тој период краток да стигнеме со изготвување на техничка документација и да успееме да ги добиеме тие средства кои што се од Бирото за регионален развој. Значи, техничка документација, доколку одевме,
по нормален тек немаше да стигне да успееме да ги прибериме тие средства, така да огромна благодарност до општина Битола што ни излезе во пресред и ни помогна многу побрзо, многу поедноставно и да завршиме целата таа техничка документација. Значи Рионскиот пазар ќе си добие и тој нов лик, покрај тој дел што е покриен со зеленчук, со голема кровна конструкција, овој дел со текстил, веќе и таму има прераспоред организација на самите тезги направено, што е на задоволство на самите продавачи, таму и на самите купувачи, каде што се знае на огромна патека, каде што ќе бидат поставени и икебани со цвеќе, чешма, клупи, значи ќе има нормално движење, ќе има убави тезги и меѓу самите тезги ќе покриеме со лексан или плексиглас да има кровна конструкција која нормално луѓето ќе одат да купуваат таму да пазарат и да врни да не ги врни, а да биде покриено. И кога ќе се запримети, тоест кога ќе се погледне целиот пазар да личи на супер пазар, пошто тоа е нов пазар. Продавачите нормално ќе бидат задоволни со тие идеи кои што ние ги имаме, ред во смисол да се постави да се знае каде е точно патека како што тоа го направиме на новиот Рион и во Рионскиот пазар. Каде има патека за врвење, кој е продажно место, со тоа се става ред. Значи, закупуците на тезги овде плаќаат тезга и треба да продаваат таа тезга и плюс уште 50 на сантими пред тезгата. Меѓутоа, секој сака нормално да изложи што повеќе роба, да изгледа мислејќи дека поубаво ќе изгледа тезгата, меѓутоа тоа спротивен ефект има. Значи, сега каде што сум прошетал низ светот, низ пазари, многу подобро изгледа кога ќе стогледам дека има 1 кило домати, до него домати, компири кило, па јужна овоше банани 1 кило, значи убаво наредено, самиот тој изглед привлекува. Значи јас како купец ќе одам таму каде што поубаво ми изгледа мене. И нормално цената. Меѓутоа цената е горе-долу сегде тука во пазарот иста. Сега кога ќе се уредат така тезгите, ќе има подобар изглед и подобар профит ќе имат самите продавачи. Значи таа е една навика која што имаат продавачите на тезгите створено 30 и повеќе години како што кажав, кои што мислат дека ако ја изложат цела роба што има, ќе продават повеќе. Не. Меѓутоа лека полека се средат и тие работи. Значи си функционираат, се навикнуваат луѓето и гледаат дека тие насоки кои што ние им ги даваме се добри. Го правиме тоа за нивно добро, нормално и за доброто на потрошувачите, граѓаните на општината. Уште да спомнам само инвестиција. Да. Сега кажаме за 2015-2016, значи планирано ни беше да уредиме одредена површина од отприлика 1000 квадрати пред управната зграда. Се додека не се донесе детален урбанистички план, ние не можеме да преминеме кон покривна конструкција, меѓутоа се што е партерно уредување и промена на тезги, ние можеме тоа да го работиме и тоа го работиме. Значи овие 1000 квадрати пред управната зграда планирани се да се промени подот, нормално партерно да се уреди со сите тие инфраструктури од оздола под земјата и да се премини кон осовременување на тезгите. Доколку дозволат финансиските средства да поставиме и нови тезги, ќе поставиме, доколку не, ќе премине на поправка на истите, на тие што ги имаме вишок да ги приспособиме на овој простор, значи да изгледа поубаво. Покрај овие планирани проекти и инвестиции, значи во соработка со повеќе организации ние баравме начин да дојдеме до финансиски средства кои што не се лично наши, меѓутоа можеме да ги искористиме. Разговаравме со повеќе институции, дури и со приватни компании, со меѓународни организации кои што финансираат проекти. И на наше задоволство досега една е веќе најавена и е во тек инвестиција која што ја работиме со Центарот за Пелагонески плански регион. Значи, што значи таа инвестиција? Исто партерно уредување и покривна конструкција на 1000 квадрати. Во смисол се работи за реони број 7 и 8 кои што се наоѓаат на градскиот пазар, значи централниот градски пазар под така наречена сирењара, тоа е сирењара каде што се продава сирење, каде што ќе се изградат, се изградени во 2003-2004 година 6 павилјони, овде ќе се доградат уште 6 нови павилјони, значи покриени, комплетно со партерно уредување, со канализација одоздоа, со водоводна мрежа, со инсталација и уште 200 квадрати отворен простор каде што ќе биде со бекатон партерно уредени, кои што ќе служат нормално за тие продавачи кои што ги имаме надвор од пазарот да се влегуваат тука летачи што ги викаме ние. Со тоа ќе завршиме, значи огромна работа и можеме да кажам 75% до 80% од пазарот ќе биде веќе покриен и ќе биде среден, како што треба. Меѓутоа ние се насочиме кон подобрување на изгледот на пазарот, првенствено кој што го користел, кој што ни иди приливот на средства, да го направиме пазарот, затоа што Битола заслужува да има пазар, па на крајот ќе направиме управната зграда. Не е
Се не докажав за инвестицијата, значи таа инвестиција ќе биде околу 6 милиони денари, од кои што 75%, тоест 4 милиони и 500 се обезбедени од Бирото за регионален развој, преку соработка со Пелагонистиот плански регион, и 1 милион и 500, тоест 25% ги обезбедуваме ние како јавно предпријатие. Таа инвестиција треба да биде завршена негде до крајот на април. Најста финансиски беше планирана да заврши со прилика 23,5 милиони денари, значи како приходи. Меѓутоа ние тоа планирано што го имаме и во 2014, ќе го надминеме во 2015, ќе го надминеме многу повеќе во 2015 отколку 2014. Значи како што кажав, најдобра финансиска година од кога постои пазарот. I've spoken with the director and Nicola and my coworkers about some things that we can do, and in essence I'm still learning, so I don't want to assume that I know anything more than anybody else knows at this point. I'm learning the language, or trying to, and we have some ideas about how to make life better for the people who use the Pazari, and that will improve their income and their processes as well, and so I've been very happy so far. Here with the American Peace Corps organization. I'm a volunteer with the Peace Corps, Volontieri Namirovan Corpus, and various countries throughout the world ask for Peace Corps assistance with helping various organizations improve their processes, and also to exchange ideas and culture between the United States and the countries where they're assigned. The first impressions? The first impression so far, I love Macedonia. Everyone that I've met has been very helpful. Priatelski, and I've enjoyed it a lot. I've only been in Bitola a couple of weeks, 2 weeks, but I like Bitola a lot, and everyone's very nice. My coworkers here at the Public Institute Pazari are wonderful and very supportive. So we've been talking about ideas to make their operation smoother and more effective, and I'm looking forward to helping.